Почитувани гледачи, добро дојдовте во 13-та епизода на Спорткаст со Стефан на Слободен печат. Чест ми е задоволство што во ова издание ќе разговарам со една македонска спортска легенда, еден од творците на оној успех, најголемиот тимски успех за Македонија, остварувањето и освојувањето на четвртото место на Евробаскетот во 2011 година. Со мене во студиото е Тодор Гечевски. Здраво. Тоше, како си? Добро. Добре. Помина колку години од твоето пензионирање? Околу 10 години од прилика. Да, значи веќе си навикнат на тој пензионерски живот на некој начин. Реално не беше директна пензија. Прво останав во работнички, каде што завршив со играњето некое време со младинската школа, потоа се бев во федерација. Сега повторно се врати во работнички како спортски директор, меѓутоа еве сега една година сум пензионер без пензија. Туше, роден кавадарчанец? Да, роден сум во Кавадарци пред 45 години. 79. Седма, Седма? да. 77. 48 уствари, извини. Кажи ни нешто повеќе за детството во Кавадарци, за твојот прв контакт со кошарката. Како било во тоа време да се живее во Кавадарци? И во тоа време беше онака, нели, тоа детство без телефони, ние игравме спорт на улицата уште од мали, дали тоа кошарка, ракомет, фудбал најмногу затоа што е наједноставно, ставате два камена за гол, играте фудбал, така да. И тука почнува, нели, тоа некое детство, сите ние се занимававме со некој вид на спорт, со оние улични игри, се дружевме доста. Татко ми беше некој кошаркар во Тиквеш има играно и така почнав да одам на кошарка. Уште од 7-8 годишна возраст сум гледал, сме воделе на тие некои надпревари, сум гледал и тренизи, сум почнал помалку со поголемите да тренирам уште многу рано, меѓутоа по-сериозната приказна почнува на некои своји 11-12 години, каде што почнав да тренирам секој ден. Потоа на 15-16 годишна возраст, бидејќи реално бев доста висок за Кавадарци, бев еден, и уште во тој момент бев со двајцата највисоки играчи на клубот, бев со иста висина, така да многу рано влегов во тој прв тим на Тиквеш и уште тогаш игравме. На колку години? Тоа е 15 години прво кога влегов, на 16 години го носев прв пат дресот. Тогаш Тиквеш немаше странци, немаше играчи од други градови, имаше само домашни играчи. И после, мислам, 2-3 надпревари, тројца од играчите, ото ние кои беа посериозни, да речеме, отидоа војска, така да остана простор за јас да добиам некоја си малку поголема минутажа. Тогаш екипата ни беше ослабена и испаднавме од првата лига. Следната сезона игравме втора лига и тогаш добив веќе и бев и подобар, добив и поголема минутажа. Имавме тогаш и странец Боне Рапшоу кој претходно во втора лига е било дозволено да има странци. Тогаш имаше право по еден странец да имате. Тогаш Кавадарци дојде Боне Рапшоу од Кочани кој претходната година играше финали со работнички за Деликатес Кочани. Да, Кочани Деликатес, одличен играч, одличен човек. Тој дојде да игра со нас. И едноставно така, тука добив поголема шанса која релативно ја искористив и станав како еден сериозен член на екипата на Тиквеш, со тоа исто така добив можност да ме повикаат за таа една кадетска репрезентација, која во тоа време Буштур, Бог да го прости, беше генерален секретар и идеолог на таа некоја репрезентација кадетска, која подоцна преку предквалификации и квалификации стигнавме до едно европско првенство кое се играше во Португалија, каде што освоивме четврто место и така. Кој селектор на таа? Митко Луковски. Митко Луковски сега пред некое време се снимаше и филм за таа репрезентација. Документарен, нели? Доста луѓе зборуваат за неа. Кој ти биле соиграчи во таа репрезентација? Зоки Петковски беше од Битола, Буштур, синот на
на Благоја Буштурмалиот, беше Гоце Герасимовски, Емил Рајковиќ, Велев, Гацов, имаше едно дете Патровски кој за жал во тој период имаше проблеми со срцето, така да брзо после тоа почина, нека му е лесна земјата, и се изменува и повеќето играчи тука, меѓутоа во глобала во еден период беше и Мирза Куртовиќ, така да се изменува и повеќе играчи, али се на се тоа така беше многу позитивно искуство, имавме нели надпревари со меѓународни најаки екипи, така да тука веќе почнав да размислувам да посериозно да се занимавам со кошарката како професија. Претходно беше само како љубов, како детска љубов која ја сакат да поминувате време на теренот. После тоа веќе почна да се размислува тоа да биде моја професија. Беше ли познат во тинеџерските години во Кавадарци како кошаркар? Па да, тоа одекна малку низ Кавадарци, така и низ Македонија. Сепак да освоите четврто место не беше баш едноставна работа. Второ, исто така гимназијата моја, каде што учев Добри Даскалов во тој период, освоивме 2 години поред училишен спорт, еднаш у Кавадарци, еднаш у Струмица, македонска, нели бевме пред... Не ти забранувале да играш за училиштето? Не, немаше тогаш така. Зашто сега во денешно време многу од тренерите им забрануваат на своите играчи да не играт во тие училишни лиги. Не, па во тој период и тренерот кој ми беше у клубот Тиквеш Димитар Пецов беше и професорот во гимназијата Добри Даскалов и ние 2 години поред освоивме нели републичко првенство. Мислам да се каже дека средното физкултурно тоа само вака некојаш инцидентно се случувало некоја друго школо да освои, за тоа што сите нели професионални спортисти и најталентираните кошаркари секогаш учеле во средно физкултурно. Доста интересно. Сигурно се сеќаш на твојот професионален договор со Тиквеш? Па да, тогаш беа правилата дека првиот професионален договор мора да го подпишеш со матичниот клуб. Тогаш прв пат подпишав на 4 години, но пред последната година... На колку години го подпишав? На 15, на 16? На 18. На 18, Значи немало веќе... Предходно немаше договор. Предходно не можеш, само пристапници имаше, немаше договор. Немаше договори, а на 18 го подпишувате првиот и морате да го подпишете со матичниот клуб, иако во тој момент имав добра понуда, да речеме, од работнички, меѓутоа така тогаш клубот не ми дозволи да одам во работнички, што не знам дали може би било подобро, може би било полошо. Никогаш не може тоа да го дознаеме. Во текот нели на тој период каде што играв за таа репрезентација кадетска, доаѓа и некои други понуди од странство, меѓутоа клубот од Кавадарци немаше некоја желба да ме ослободи, така да и таму одиграв 3 години од тој професионален договор, а четвртата ме ослободи, а тогаш отидов во Николферт Гостивар за одредено обештетување. Значи постоеле обештетување во тоа време, што е сега реткост во македонската кошарка? Да, во тоа време постоја поголеми обештетувања, не само македонска, тогаш и во европската кошарка имаше поголеми обештетувања. Сега во принцип такви суми мислам дека не се плаќаат. Во принцип сега и договорите на играчите се на 1 година, така да и немало поголеми договори. Во принцип и договорите и на другите, нели кога ќе заврши тој договор од 4 години со матичниот клуб, тогаш исто беа на година, 2, не беа нешто поголеми. Меѓутоа овој беше важен. Вие кога пристапувате кон еден клуб, веќе не може да го напуштите доколку немате дозвола од самиот клуб.
не се жалам, таму добив нели добри тренери и работевме по 2 пати дневно, игравме постојано прва лига, така да Како котираше на табела Николферт во не, Тиквеш котираше солидно, тука бевме околу првите 4-5 секогаш, нели, работнички МЗТ беа неприкосновени и во тој период и Кочани деликатес, секоја година имаше и некоја друга како Николферт, борец една година играше финале. Значи тоа ни секогаш бевме тука меѓу тие првите 5-6. Само една година мислам дека се боревме за опстанок во лигата и мислам дека обстанавме. Една година игравме дури и финале на купот, што беше во тој период голем успех за нашата екипа према нашиот буџет и према буџетот нели на овие другите екипи што ги спомнав. Продолжуваш во Николферт во Гостивар? Да. Тешко ли ти беше да си заминеш од дома, од својот роден град? Па не, веќе со таа кадетска репрезентација се навикнав на тоа дека да живеам сам на страна и живеевме во Скопје, Кавадарци ми е близу и денес живеам во Скопје, со тоа што многу често викендите ги поминувам во Кавадарци. Клубот беше добро организиран, имавме добра екипа и тогаш прв пат ја освоивме и првата титула за некој друг клуб освен работнички во самостојна Македонија. Иначе работнички беше неприкосновен, мислам 10 или 11 титули имаше поред. Ние со Николферт успеавме да ја прекинеме таа нивна серија, а потоа тие пак стана, не знам колку години поред, пак стана шампиони, але ние успеавме таа една година да ја прекинеме нивната серија. Освојување и на титула во државното првенство со Николферт? Со Николферт една титула и еден куп. Еден куп, значи добар бил клубот, котирал високо на табелата. Да, добар беше клубот, кратко траеше, меѓутоа клубот беше добар. Потоа продолжуваш во МЗТ, иди? Во МЗТ кратко, значи тоа беше една полусезона, една моја, да речем, јас се сметам за една од моите лоши сезони. Играв добро до таа полусезона, ние Николферт бевме први на табелата, меѓутоа потоа комуникација со сопственикот нели Леон Кајдаджиев се одлучи да одам во МЗТ. МЗТ тогаш беше доста добра приказна, беа финансиски стабилни за разлика од претходните години. Има добри играчи, меѓутоа така немавме некоја среќа. Марин Кузовски беше тренер, Тодоров беше тука, че тоа се тренери кои биле и после тоа на репрезентацијата, едни од најдобрите тренери нели во Македонија. Имаше добри играчи, Ристе Стефанов, Срđan Станковиќ, имаше добри странци, меѓутоа така Џоле Војновиќ исто беше тогаш, меѓутоа така нешто не се уклопи екипата, нешто немавме среќа и на крајот изгубивме во финале со работнички, така да и мојата игра не беше на нивото на кое ја очекував да биде. Така да, тоа е периодот. Сезона за заборав било тоа за... Па за заборав, не можам да кажам сега за заборав, не може да ги памтите само убавите моменти у животот, пошто и лошите моменти ве учат на она како да бидете подобри. Потоа враќање во Николферт. Во Николферт таа втората, веќе тоа е трета сезона, таа веќе клубот почна да има поголеми проблеми. Екипата ни беше малку послаба, имавме финансиски проблеми, меѓутоа како така догуравме до тој куп, освоивме еден куп таа година и изгубивме во полуфинале од Кумано. Додека настапуваше за Николферт, живееше во Скопје? Да, ние додека игравме во гости, родевме на тренинзи само еднаш 2 пати неделно и игравме надпревари таму во гости. А тренинзите се одвивале во Скопје? Во поголем дел во Скопје. Ама одевме да осетиме салата, да бидеме присутни у градот, бидејќи го застапувавме градот Гостивар. Имавме одлична публика, секогаш ни беше полна салата, имавме добра атмосфера. Беше доста коректно и интересно. Како веќе етаблирано име во македонската кошарка во тоа време, стигнува понуда од германски Хаген. Првично преку
Заре Марковски, кој беше тренер на репрезентацијата во тој период и ми беше тренер во Орка. Тикаш во еден период се го смени името Орка и беше тренер Заре Марковски. И после стана тренер на репрезентацијата, он стана тренер во Авелино, Италија и добив позив од него да одам таму поминав. Тоа е моето првото излегување од Македонија. Тука ми беше тешко, прашањето што беше дали ти е тешко што го напушти Кавадарци, не ми беше толку тешко, колку што ми беше тешко што ја напуштив Македонија. Прв пат во странство се наоѓате, поинаков начин на тренинг, поинаков начин на многу попрофесионално, многу повеќе се бара и се очекува од вас. Имав кратка минутажа, имав мал број поени, меѓутоа едно големо искуство за подоцна да можам да продолжам во квалитетни клубови да играм, знаејќи го начинот на кој треба да се однесувате во еден таков клуб, а тоа е дека секој тренинг ти е како на надпревар. Прво мора да победиш против твоите соиграчи за да добиеш минутажа, да победиш против противниците. Значи, првото интернационално искуство во Италија, во Авелино, град близу од Наполи. Многу интересно пројдов таму што се однесува до животот, иако кошаркарски барем во првиот дел на сезоната ми беше доста тешко, се здобив со повреда на скочниот зглоб која ме одели на неколку недели од теренот. После враќањето ми беше тешко затоа што бев физички послаб од другите и таа повредата уште повеќе ми направи проблем во таа физичка припрема спрема другите. Меѓутоа вториот дел на сезоната добив и поголема минутажа, имав и поголем број на поени, така да реално сезоната, вториот дел на сезоната ми беше доста по-квалитетен, што се однесува до животот. Тука беше близко Наполи, имавме слободен ден, често го поминува во Наполи, често го поминува во Салерно, тука Амалфи брег, и беше доста интересно како како едноставно преубави места, се преубаво се чувствувате кога патувате во тој дел. Иако и Авелино беше едно симпатично мало градче, право италијанско со едно плоштадче и со црква на плоштадот и така јужњаците се такви какви што сме ние, доста се слични на нас. Како беше прифатен од италијанските играчи? Добро, немав никаков проблем. Имаше и Шпанец, имаше американци, имаше србин, имаше хрват. Повеќе беше интернационална екипа. Меѓутоа бев добро прифатен, трениравме добро, работевме. Како што кажав, првиот дел на сезоната играв малку послабо, вториот дел малку подобро, меѓутоа едно големо искуство за понатамошната моја кариера. Како завршите на крајот на сезоната, паметиш? Мислам дека за една победа не влеговме у плей-оф. Значи 9-тиот прилика. Мислам дека таму 12 дека одеа од 18 екипи, ама сега не сум баш 100% сигурен, али знам дека изгубивме од Рома дома. И една утакми претходно изгубивме една од Удине дома со тројка последната секунда од преку центарот ни ја даде Милич, словенец. И со тие победи мислам дека ќе бевме во плей-офот. Знаеме дека Италија е фудбалска земја. Беа ли полни селите во Италија? Да, ние имавме добри навивачи. Салата не беше секој надпревар полна. Има доста се. Нормално не е исто како на фудбал. Тоа е сепак спорт број 1. Меѓутоа салите беа доста полни, иако кошарката, да речеме, во принцип му е на помалите градови. Тогаш почна и поголемите градови да прават добри екипи. Иначе во принцип пред тоа од секојаш биле Варезе, Бенетон, тоа се екипи од помали градови. Тогаш беа и Рома, Милано, Наполи, имаше прва лига, така да. Али во принцип они во помалите градови му се подобрите екипи. Болоња има, да речеме, не е толку голем град, али ги има едни од двете најдобри екипи. Тогаш. Оно што ме интересира, како се патувало тогаш во Италија на гостување?
со воз, Не, во принцип со авион патувавме авион? на северот, а тоа што беше поблиску патувавме со автобус. со автобус. Од Наполи има. Бидејќи знаеме дека имаше. Италија е железнички добро поврзана земја. Па Барем не сега. знам, ние тогаш не патувавме со воз, не знам, а сега последниот пат кога сум одел како туристички патував со воз и мислам Да. сосем е коректно и дури поедноставно. Интересна авантура. Продолжуваш во Германија по Авелино? Да, по Авелино одам во Хаген. Тогаш немав ни не знаев дека Имаше ли некои други понуди? Не, пошто како што напоменав сезоната во Италија не ми беше баш нешто забележителна. Имав некои понуди од Лесковац тука Србија, меѓутоа сакав да излезам од да игра Јадранска лига, можеби би одел, ама пошто беше само српско првенство, мислев дека треба да почекам нешто подобро. Дојде Хаген. Не знаев дека Хаген е една од екипите која има најголема традиција во кошарка во Германија, пред да отидам таму. Бидејќи во тие период кога јас отидов таму, веќе беше Алба Берлин неприкосновена и Телеком Бон, тие беа двете екипи кои ние ги знаевме, меѓутоа таму кажа дека на почетокот на германската кошарка Хаген освојал не знам колку титули и никогаш до тогаш немал испаднато во втора лига. Кога јас отидов, почна да има, они претходно имале некои финански проблеми и тие финански проблеми се префалија на сезоната каде што јас бев. Меѓутоа таму Германија не може сега вие да должите пари и да не плаќате и да продолжите да настапувате во рок од 3-4 месеца дојде стечајен управник и го затвори клубот заради долгови, така да јас тогаш во тој период, тоа беше од октомври до Нова година траеше. Тоа ние требаше да обстанеме во лигата, бевме седми, бевме веќе и членови, мислам кандидати да играме плей-оф, игравме одлично. Тоа веќе тука играм подобро, имам одредена улога во првата петорка, давам одредени 10-13 поена во просек и тука веќе почнува да ме забележуваат како завршува тој клубот, како се гасне, и добивам и други понуди од Германија, меѓутоа така тогаш ради тоа што не знам, така мислев дека е подобро се врати во работнички тука. Германија важи за ладна земја, како ти беше таму животот? Запознав некои добри луѓе македонци, познав, меѓутоа имавме и еден-двајца германци кои скроз ги побија оние стереотипи дека тие се ладни и дека доколку сакате да одите кај него на гости мора да се најавите 6 месеца пред тоа. Човекот завршува над преврат, вика дечки, ајде, ако сакате, кој сака, нека дојде кај мене дома да си поседиме па да прославиме победата. Така да тој беше на иста позиција, игравме обично, кога одите во странство, кога сте професионалец, обично на иста позиција, секогаш знае да биде тоа и зајадливо, вака човекот едноставно без никаков проблем не покани, убаво си пројдовме, се дружевме. Сега проблемот е што тоа сето кратко траеше заради тие некои финански проблеми. Се враќам тука во работнички тогаш беше некоја втора, трета позиција, има малку некои проблеми играчки, во исто време дојде Тасов, се направи една многу добра екипа, Марин Кузовски беше тренер и почнавме подобро да играме, отидовме и на тој, тогаш беше тој куп, третиот куп. Сега по толку време, толку се изменја имињата на тие куповите, дојдовме до игравме тоа би дошло некако као четврт финале во Турција во Измир против Туборг, игравме финале, исто беа како Final Four-ови и тогаш игравме, изгубивме еден поен разлика за да одиме на главниот Final Four кој се одржуваше во Париз, мислам, тоа време. А тука после тоа... Си играло дома гости со турците? Не, таму игравме на вако, исто полуфинале игравме со некоја екипа од Кипар, финале игравме со Туборг. Турнирски систем. Турнирски систем беше и после тоа требаше да играме, меѓутоа изгубивме последната секунда од еден разлика од Туборг и така да
не се пласиравме таму, а тука домашното првенство освоивме и купи првенство. Ги купи првенство, дупла круна со работнички, не се ни броje веќе таа титула, што ги има многу работнички во своите витрини. Мене ми е таа прва и едина за работнички. После кога се вратив тука го освоивме на крајот, нели, мојата последна сезона го освоивме само купот. За титула изгубивме од Куманово во полуфинале. Продолжуваш после во клубот кој што отпечати на некој начин твојата кариера во Задар? Во тој период тука имаше, ако почнав да играм доста за репрезентацијата, и игравме против Хрватска, ова е после тоа директорот ми го кажува начинот на кој сум дошол. Игравме у Охрид против Хрватска и тогаш играв добро за репрезентацијата наша, иако изгубивме, имавме два надпревара, едната беше Германија, другата Хрватска. Играв солидно и на тогаш ме гледал директорот Јосип Џерџа. И поради тоа ме повика таму, бевме на припреми и така почна мојата кариера. Првите 2-3 надпревара во пријателските играв добро, меѓутоа првите 2-3 официјални некако не се снаоѓав, некој притисок, голема средина, Џерџа, Ќосич, Комазец, големи играчи, голема екипа. Задар во тоа време е најдобар хрватски клуб? Не, Цибона. Цибона, они во тој период они се уште немат освоено титула во независна Хрватска. Да. 19 години од титулата кога ga освојуваат против Дражан Петровиќ, која победува Цибона во Задар, од тогаш до таа година, мислам негде 2004 е тоа, така? 95-2004, така нешто е. Немате освоено титула, неколку пати биле многу блиску, меѓутоа секогаш Цибона победувала еднаш или два пати Сплит, они како еден од клубовите у цела бивша Југославија со најголема традиција за кошарка до ден денеска. Иако сега финансиски се многу различни со, нели, со Партизан, Звезда, ЦДВ, Олимпија, Будуќност, меѓутоа они имаат огромна традиција на кошарка, таму секој гледа кошарка. Немат освоено титула. Тоа е првата моја година, одиме, бевме добра екипа, имаше доста Хрвати, од Риека, имаше доста и од Задар, квалитетни играчи, имавме двајца одлични американци и на крајот успеавме после 19 години да го освоиме. Уште првата година, во Задар, освоивме титулата после. Во финале со Цибона? Со Цибона, да. 3-2. 3-2, значи мајсторката. Да, имавме предност на домашен терен и во принцип беше многу тешко да не победат. Во Задар имавме публика, мала сала, многу публика и голем притисок. Не ова сега сала. Не ова сега. Таа Јазине, таа е познатата. Сам таа е позната меѓу старите љубители на кошарката, како ние помладите ја памтиме таа новата, да. Да, видиш, новата е многу поубава, меѓутоа ако се гледа во која сала се прави притисок, многу е тешко да играш против Задар во Јазине, кога се тие тука на теренот и се навивачите, не е баш пријатно. Добро, сега и Задар ја нема таа публика која што имала порано, барем по што можеме да видиме на овие АБА лигашки надпревари, се полни салата само на надпреварите со Партизан и Звезда, дури ни Цибона не е привлечна за хрватските љубители на кошарката. Прво е салата е многу поголема сега од таа претходно што беше. Второ, не се слуша на теренот ниско доле, а трето, зависи секогаш и од успехот. Да. Јужниот дел на Балканот секогаш ви зависи од успехот на екипата што го имате. Кога победувате, имате публика, кога губите, поголемиот дел од публиката не сака да ве гледа. Тоа е исто така и за Партизан, и за Звезда, и за Работнички, и за МЗТ, и за Цибона, и за Задар. Така е и за Панетенаикос Олимпијакос, која имате добра екипа, која победувате, не може да најдете јужњачка крв, Јужњачка крв, да. Се цени играта само кога се победува. Ете и тоа и Задар беше. Кога победувате, ви сте богови, кога губите сте со камења фрлат со никој ништо. Ама добро, тоа сте прифатиле да играте и тоа дава некој драж
дава некоја драж на тие надпревари дека ете тие живеат за победа на нивниот клуб, така да и таа некојаш енергија многу често знае да се пренесе на вас, па место да давате 100% давате и повеќе од тоа што го имате. Секогаш ќе најдете некоја атом енергија додатна кога имате таква публика, кога гледате дека го сака клубот и дека иде да ве бодри само за да победите вие. Ти подпиша повеќе годишен договор со Задар или првиот договор? Две, после уште две и на крајот уште една. Значи на 2 години бил првиот договор. Кога осети дека им влезе под кожа на хрватите, на хрватските навивачи? Зашто важи за легенда на Задар. Мислам дека тоа беше таа победата против Партизан у Белград, тоа е некој 5-6 коло од првата сезона. Играме против Партизан. Партизан тогаш во тие години беше далеко најдобра екипа во овој дел, заедно со Цибона. Тие две екипи играат Лига на шампиони и Лига на шампиони, да. И доста успешно игра тоа и Задар немаше победено доста време против Партизан во Белград. Играме ние тој надпревар и тогаш јас дадов 29 поена со 15 скока и победивме 10 на 12 разлика, нешто така, против Партизан усред Белград. И од тогаш од тој момент не си можел во Задар да се движиш незабележително низ улиците на Задар. Да, во принцип предходно беа малце скептични спрема за квалитетот, меѓутоа тоа после тоа ме прифатија и останав таму. На крајот станав и капитен, прв странец капитен, така да. Задар убав град покрај море, ти пријаше ли тој живот таму? Да, Задар е многу убав град, не е многу голем. Има стар дел, има нов дел, има се што ви треба, не треба да губите многу време да стигнете до таму. Има кај да се прошетате, имате море, имате имат култура иста како нашата, да се отиде, да се дружи, да се пие кафе, да се шали, значи слободното време има како да го поминувате. Не е тоа сега тренинг сала, сала дома, него едноставно може да имате и социјален живот, а градот е се, пак ќе кажам, не е многу голем, меѓутоа има што да се види. Има споменици од римско време до денешни модерни згради, трговски и така работа. Втората година со Задар освојувате титула во хрватското првенство? Не, само купот. Само купот. Во финале достигнувате до финале? Да, значи сите 5 години игравме финале. Втората година пак од Цибона? Да, со Цибона. Значи тогаш Сплит не постои како кошаркарски клуб, барем горе. Зборам беше добра екипа, меѓутоа ние и Цибона бевме подобри. И после втората титула која освоивме, тоа е мојата 4-та година таму. Тогаш ја освоивме против Сплит. Сплит ги победи Цибона во полуфинале и тогаш игравме против Сплит, исто 3-2. Победивме. Има од тие мои 5 години освоивме 2 титули и 3 купа. И потоа како што е запознаена до некаде македонската спортска јавност, тој следи кариерата на Тодор Кечевски, имаш инцидент со тренерот Змаго и така заминуваш од Задар? Па не е тоа некој инцидент, едноставно не можевме еден со друг да соработуваме. Мислам дека многу играчи тоа го имале, јас не дека се степав нешто со него имавме еден така малку по-жустар разговор, каде што увидовме дека еден со друг не може да соработуваме, која кажа управата дека тој ќе остане, тој рече дека ќе разговараат со сите играчи, мислам ја не ни сакав да разговарам, не ни сакав да останам, затоа што прво односот негов е нечовечки, доста ги вреđа играчите, а второ, тренирањето е исто нехумано, 3 сата са бајле, 3 сата навечер, имавме огромен број на повреди, мислам дека не одигравме нити еден надпревар
Без некој да се пори. без некој да со целата екипа, мислам дека мене тоа не ми требаше во тој даден момент, мислам дека имам можност да најдам друга екипа, така и се случи. Јас не останав да разговарам, они направија екипа, за брзо време го сменија него, ама тоа Значи вече... беше момент или Змаго или Тодор. Не, они одлучи, управата одлучи дека он ќе продолжи како тренер. Тоа значеше дека јас не оценив, нити па он нешто, барем ја колку што знам, не оценил, меѓутоа ни знаевме дека ако он остане, дека јас нема да... А каков однос имаше Змаго со другите играчи? Со мене имаше скроз само професионален, никој друг од почетокот нешто знаеше да ми спомне, она нешто како да играм, што од оној дел кога му кажа дека со мене не може така да разговара, тогаш тука заврши нашата целокупна комуникација и како завршуваше тренерот, јас бев ослободен од додатните работи за тоа што му кажа дека јас не можам на тој начин да соработувам, додека другите, поготово младите, остануваа уште по пола саат на сето тоа тренирање, уште пола саат. Да не можеш на рада да си се напиеш кафенце покрај море. Па нема време, вие ставате са бајле, одите на тренинг, се враќате за ручек. Одмарате саат време, одите гледате касета, се враќате за вечера, немате ви никаков живот, може слободно да живеете у, не знам, било каде, било да сте у Њујорк или у некој најмало место, вие и онака нема кај да одете. Немате време да одете. Се расваја телото едноставно, преуморно. Немате ни време, тоа трае многу, трае со сати, трае. И кошарката што сте ја сакале претходно да ја играте, што ви представувала задоволство, почнувате да ја мразите. И вие место да сакате да победувате, вие почнувате да сакате да заврши што побрзо. Тоа мислам дека е... Колку време е Змаго тренер, твој тренер? 4 месеца тука негде околу февруар дојде, а таму првенството трае долго. Пошто прво е АБА лига, па се играат доста кола домашно првенство, па после почнува плей-офот и тоа трае. Мислам дека по принцип завршуваме измеѓу 20 јуни и 1 јули, тука во тој период секоја година имавме над 60 надпревари секоја година, пошто имавме и игравме и европските купови секојаш. Се враќаше после првенство дома или се искористуваше летен одмор? Брзо се враќав дома, јас сум локал патриот, јас го сакам Кавадарци многу. И баш тоа му беше чудно на моите соиграчи, вика каков е тој град Кавадарци сега, вика што ти од тука Задар почнува нели летната сезона, сите доаѓаат, плаќаат, доаѓаат, а ти сакаш да си одиш. Викам, може би вас нема да ви се допадне, ама за мене најубавиот град на светот, мислам. Сега реалноста не е таква, него чувствата мои се такви за градот, за околината, за Тиквешкото езеро, за планината Кожув и сето. И за риболовот на Тиквешкото езеро. Да. За да ќе збориме малце подоцна. Од Задар одиш во Паук. Пак на море? Пак на море. Така ги бираш местата или? Па реално имав понуди од некои така може би финански поголеми кои барем во тој период веќе имав некоја финанска независност и ги бирав малку и да можам да живеам поубаво. Имав од Украина, од некој Черкаси, мислам, или нешто. Така, некој мало место беше. И мислев дека во тој момент не сум спремен. После 5 години Задар е напорно да се игра, притисок голем. Доста патувања имате со таа АБА лигата, нема некои линии, не се ретко се патува со авион, се повеќе тоа со автобуси, се Украина голема земја, исто треба да комуницирав тогаш и со Чековски, мислам дека он беше во тој период претходно таму. И он ми кажа дека доста тие патувања се со автобуси долги и некако чекав малку подолго за да најдам нешто подобро. Тогаш дојде Паук, комплетно ми одговараше, близу до Македонија, Солун град што го знам, мислам, сите ние го знаеме, убав град за живење, покрај море,
клубот ПАОК исто со голема традиција. ПАОК и Арис биле они почнале да прават кошарката во Грција, подоцна таа со одењето на Гализо во Атина, тогаш се ствараат Панетенаикос, Олимпијакос и така почнува Атина да биде со АЕК заедно центар на грчката кошарка. Иначе почетокот е во Арис и во ПАОК, тоа било најголемото дерби за разлика сега, нели Панетенаикос Олимпијакос е клуб со голема традиција, со голем број на навивачи, и таму исто публиката беше луда, поготово на тие надпревари против Олимпијакос, Панетенаикос, да не зборам за Арис. Да, тоа дерби со локално дерби, градско дерби со Арис. Да, салата беше полна до последно место. Мислам, ајде ви очекувате самите навивачи, нели, да бидат агресивни, да фрлаат, да навиваат, поготово, нели, овде у јужниот дел, можеби у НБА не така, меѓутоа во овој дел тука такви се навивачите, мислам, сакаат да победат. Сега ваш чудно ви паѓа тоа што во VIP делот, каде што се оние со кравата, со одела, ги гледате вака господа седат и не прва судиска одлука, вади краватата, вади кошулјата, оделото и качен горе на оградата и вика по судиите и по делегатите. Така да доста и таму беше интересно тоа тие. И добро бев прифатен спрема тоа дека нели политичката ситуација, само еден разговор и имав со директорот во тој момент како е договорено политички, така ќе се однесуваме и нема да има никакви проблеми. И бев доста добро прифатен како од играчи. Тогаш у принцип немавме многу постари грци, странците беа американци, имаше Дробњак беше србин. Со него имав одлична комуникација. Тренер, како го викам, еден постар господин, многу добар тренер и многу добар човек. И син му беше помошник тренер. А грците беа доста помлади играчи од мене, ја пошто веќе имав 32-3 години. Беа по 24-25 до 28 и со нив имав многу одлична комуникација. Немаше некој притисок или нешто. Ова се дружевме доста, пивме кафиња и знаевме и некојаш да прославиме и победи, така да супер поминав. Добро ми беше тоа што бев блиску до дома, често си одев за Кавадарци, колку саат и пол. Да. Со кола е, тука завршува надпреварот, палиш колата, си одеш дома. Пошто 5 години од Задар ни еднаш не си дојдов дома. Озбилно, до толку? Освен летото, не. Освен летно време, летото, ни еднаш, тогаш МЗТ не играше АБА лига за да може да... Ни за божичните празници? Не, пошто нели има српски хрватски екипи, католици, сега за кој празник нема да се игра и за си да се игра. Имавме некои 2-3 дена за католичкиот Божич, ама тоа се 2-3 дена, за 2-3 дена не ви се сплача да возите 1100-200 километри. А ќе речеш Југославија близу, ама уствари не. Па не е баш близу. И така да тогаш го искористив она што може да си доаѓам често од Паука, Солун. Како котиравте тогаш на табела? Првата година бевме 5-то место, а втората година освоивме 3-то место. Јас ги зафркавам, ние освоивме грчко првенство. Како грчко првенство, ја викам, овие Олимпијакос, Панетенаикос си играат друго првенство, а не овие другите играме друго првенство. Со тоа што нели Олимпијакос, Панетенаикос во тој период има загарантирано место во Евролигата, додека третиот грчки играше квалификации. Тогаш ние игравме како трето место, со четврто место Арис игравме за трето место кој ќе игра квалификации. Тоа беше еден исто интересно. Имавме 5 значи градско дерби за одлучува за европска пролеча се вика. Да, Евролига. И беше тоа интересно што изгубивме дома. После не знам колку години изгубивме дома, а имавме предност на домашен терен. Дојдоа навивачите, нели, разочарани, ајде момци, дајте се од себе, па што биде. Па имавме среќа, отидовме таму, па и победивме таму, вративме 2-2 и после последниот надпревар за 3-2 веќе првата четвртина беше 20 разлика и заврши тоа. Салата во Солун е доста интересна, што е некако стрмна. На Арис е поблиску до теренот и нели порано играле двете екипи таму, па после на саемот, после правена оваа на Паок е како
правоаголник и малку публиката е подалеку, меѓутоа притисокот како за Арис кај Паук и кај Паук за Арис е исто огромен. Значи, тоа... Дербиња со двете навивачки групи? Не, у Грција забрането, да? ради имале барем како што дознав, претходно многу убиства имало измеѓу која имало две навивачки групи, нон-стоп имало прекини, тепачки, дури и мртви и од тогаш има донесено закон да нема гостинска навивачка група организирана да дојде на надпреварот. Едино знам, остава простор позади нивната клупа од прва причина да не фрлат на клупата, а втора причина за фамилија, за управа, некои 20-30 луѓе остава место да можат да дојдат како гости, али навивачка група не. Барем јас она што го доживав и така ми кажаа дека тоа е забрането у сите спортови. Сеќавам дека имаше еден куп кој требаше да го играат Олимпијакос и Панатенаикос и не дозволија навивачка група ни од едната, ни од другата, туку донесоа деца за да не биде празна салата, кои сакаат да гледат од средните и основните школи. После 2 години си, 2 сезони си во Паук, доаѓа тоа Европско првенство Евробаскетот во Литванија, каде го освојуваме 4-то место, затоа ќе збориме по Евробаскетот, подпишуваш за МЗТ Скопје, да. Да, тогаш се враќам во МЗТ, малку покасно, пошто нели во Литванија ги скршив двете раце и ми требаше период на рехабилитација, размислував дали да одам во странство пак или да останам тука некако. МЗТ тогаш гради екипа за АБА лига, за освојување на македонското првенство. Уште претходната година почна да граде екипа со Ица Коневски, со градоначалникот, со Орце Камчев, со финански постабилна и тогаш дојде Тодоров тренер, Ристе Стефанов се врати, Чековски се врати и почна да спремаат екипа за шампионска титула, затоа што и МЗТ до тогаш немаше освоено никогаш титула. Имав некои понуди од Шпанија и од Лукоел од Бугарија, се мислев долго за тоа, имав и време да се мислам, значи, со рацете. Ти си еден од ретките во таа генерација што нема играно во Бугарија. Во бугарското првенство. Па имав на 2 пати навреди, на 2 наврати разговори, еднаш за Лукоел, еднаш за Левски, мислам дека беше. Ама некако не ми легна. Не ми легна некако, не знам. И од оние нивните искуства кои ги има, иако во главном се позитивни, некако некои работи не ми се допаѓа и на тој начин не се одлучив да играм во Бугарија. Така да доаѓам тука у МЗТ, доаѓам малку покасно, полека се стабилизира екипата и на крајот освојуваме и купи првенство. Имавме еден добар дочек. Уште првата година, да. Да, уште првата година имавме така дружење со навивачите. Таа прва година кога настапуваш за МЗТ не игра АБА лига, така? Не, првата не, значи, од втората твоја година во МЗТ. Да, значи после првата Ивица Коневски со неговиот тим преку господинот Лисац некако договара да и МЗТ со некоја вајлд карта, пошто тогаш немаше АБА 2 лига. Да. Со вајлд карта да влезе. Следната година играме АБА лига, игравме доста солидно. Погодок, тоа и за македонската кошарка Борис Трековски беше исполнета на секој надпревар. Да, имавме доста публика, имавме квалитетни надпревари. Победивме со Цибона у гости, со Олимпија у гости. Бевме 6-7 мислам место, така нешто. Ама тогаш 7 ли бевме? Важно, знам дека игравме добро. Победивме у Широки, тука победивме доста надпревари, изгубивме со Партизан у последната секунда од одбиена топка, така да таа година тренер Алеш Пипана или Ацо Тодоров е првите 5-6 надпревари. И иако првите 2 ги добивме, после имав повреда некоја, не настапував, изгубивме 3.
тогаш управата немаше слух бар да почека уште малку за да може Тодоро да продолжи, па дојде Пипан кој исто така беше одличен тренер. Имавме многу добра соработка со него, доста добро трениравме, игравме добро. И на крајот, нели, и веќе првенството и купот се очекува, пошто бевме и поквалитетна екипа од другите. Работнички беше многу паднат во тоа време. Не само работнички, тогаш мислам дека со Кожув игравме. Со Кожув мислам дека игравме финале. Ама имаше доста, тогаш баш почна малку поголема експанзија на кошарката во Македонија, после оној успех од Литванија, имаше доста екипи кои ги изголемија буџетите, имаше на 6-7 екипи со солидни буџети, Евроникел, Куманово, Лирија имаше екипа. Во Сарај, Така да Торус беше првата сезона. Така да никаде каде што игравме не беше лесно да се победи. Имаше и многу публика каде и да одите, сите сали беа полни, сите сакаа да гледаат кошарка тогаш. Па мислам дека и квалитетна беше лигата. Веројатно и сега е квалитетна. Доста изедначена беше. Беше доста изедначена. И мислам дека добро пројдовме сега. Да. Тоа е тоа. Таа прва година во АБА лига тебе веќе позната лига, веќе си настапувал со Задар. И дојде ли, тоа беше првата година на МЗТ Скопје кога во првата година кога го победи Партизан во Борис Трековски или веќе втората? Втората победивме и втората мислам дека победивме у Белград. И во Белград? Да, втората мислам дека победивме и у Белград. Така да втората лошо почнавме. Имавме доста лоши надпревари на почеткот и тогаш игравме и Еврокуп, во Еврокупот скоро сите ги изгубивме утакмици. Казан со Калев, ако не се лажам. Да, освен една мислам дека победивме тука и врзавме некој лош период, па се смени тренерот, се сменија неколку играчи и малку тешко ни одеше во тој еден дел, па после дојде исто словенецот, нов тренер и малку почнавме подобро да играме и дојдовме пак на еден надпревар до плей-оф, нешто како беше, па изгубивме од се повредија двајцата центри, останав само ја и уште еден и изгубивме од Раднички, мислам тука, од Мута Николич, дека изгубивме тука последен надпревар и така. Со Мута Николич имаше еден центар. Сава Лешич изгледа. Да, Сава Лешич, мислам дека беше, тој одлично одигра тој надпревар, он беше 5-4, сам дека одлично одигра тој надпревар, не очекува, нив нему беше потребен надпреварот, нас не беше многу важен, ама ние го искористивме тоа. Мислам дека освоиме, не знам, 9, сега не сум баш 100% сигурен кој, али мислам дека у тие 2 години добро ја презентиравме македонската кошарка на овие бивши ју простори у таа лига. Морам да подсетам на еден твој врвен шут што мене ми остана во сеќавање на оној надпревар во гости во Зрински, во Мостар со Не Мостар, со Широки брег. Во Широки е тоа. Да, во Широки брег. Така се вика градот Широки брег, така се вика и клубот. Тоа игравме, водевме цел надпревар, водевме, на крајот тие не стигна и со таа тројка во последната секунда. Да, и Пипан црта една акција кај што Чековски ми прави блокада, ја излевам. Тој имаше поверење во нас, во мене, во Чековски доста, имавме доста слобода, мислам дека на теренот му вративме. Да. Мртов ладен ја погоди таа тројка за победа со Широки. Пота од МЗТ одиш во твојот работнички, ќе кажам твој, зашто веќе си настапувал таму? Да, не наидовме на разбирање со градоначалникот, иако имавме различни мислења. Тој сакаше да се воведат 6 странци, а јас бев доста против тоа, затоа што мислам дека треба да им се даде можност на домашните играчи да добијат барем каква таква минутажа, за да можат да напредуваат, доколку земете вие 6 странци. Нема како да имате репрезентација после тоа.
Значи, во ракомет може да земете 100 странци и за репрезентација и за клуб. Меѓутоа, у кошарката може да земете само еден странец. И ако направите во лигата да играат само странци, тогаш домашни нема да имате никогаш домашни, никогаш нема да имате репрезентација. А доколку репрезентацијата нема добар успех, немате публика, немате интерес од спонзори и така ви пропаѓа спортот како спорт. Така да мислев дека во тој период и не идовме на недоразбирање, јас ја напуштив, имавме понуда заедно со Чековски од другиот градоначалник Андри Жерновски, за да одиме таму, игравме добро доста добро во еден период, имаше еден немил настан каде што излеговме, па не се вративме, па тука изгубивме бот и така на тој начин. Тоа со МЗТ која игравме, водевме 30 разлика, не се вративме. Сам нека тука направивме грешка и после на тој начин го изгубивме. И првото место на крајот више и годините ни беа проблем, пошто игравме мал број на играчи, а почна таа Суперлига среда-сабота, играчот кој го земавме од Србија, мислам дека тогаш имаше некој инцидент тука низ Македонија, па тој играч и избега, не може да донесеме друг играч, имавме мал круг на играчи и некако тој умор не стигна, иако водевме со Куманово 20 разлика, на крајот изгубивме еден разлика и не се пласиравме дури ни во финале. Тогаш повеќе екипи беа доста квалитетни, така да можевте да изгубите од секого. Не беше. Една сезона во Работнички? Една и тоа. Одлучуваш виќе дека е доста, види, во принцип можеш да играш ти и уште. Не е проблем тоа, меѓутоа не можеш да го играш нивото кој си го играл. И сега не сакав да дозволам луѓето да ме памтат по она што не го можам, туку да ме памтат по она што го можам. И заради тоа, и тогаш и со Докузовски ми понуди, и клубот ми понудија да работам со таа младинска школа. Мене ми беше прифатливо, затоа што во текот на последните неколку години веќе размислував како би изгледала таа моја, како тоа би изгледало моje завршување на кариерата, дека би ми било така интересно да работам со младински категории. Станав како координатор на таа младинската школа на Работнички. Значи тука се пронаоѓаш после играчката кариера? Да, продолжувам. Тогаш Марин Докузовски беше тренер на првата екипа, јас го водев тоа со младинците и Ама беше онага човекот Сенка, координатор на младинските категории? Да, координатор на младинските категории. Ама не се пронајде некако во таа... Не, добро, добро ми беше. Ние направивме добра екипа, освоивме 18-ка првата година, 20-ка игравме финале, втората година е 18-ка и 20-ка. Така да создадовме една екипа кај што е сега Шошкич од таа генерација. До 2005-та имавме добра генерација. После тие 3 години, сега овие сега што играат, јас отидов во федерацијата, дел од нив продолжија по другите клубови, има дел од нив играат низ Македонската лига. Успешно, така да мислам дека направивме добра работа од тие 3 години. Сега кога сакате вие да правите млади играчи, не може да направите 20 млади играчи од 2 години. Тоа никој не му успеало. Јас сум задоволен и од начинот како функциониравме и од она што го направивме за 3 години. Точе, не ја споменавме репрезентацијата, сакав да почнеме од твојата репрезентативна кариера, некако да стигнеме и до таа 2011 година. Спомена дека за твоите настапи за кадетската и младинската репрезентација. Кога влегуваш во сениорската репрезентација? Прво што беше играа некои квалификации во Кавадарци. Тие се беа некои предквалификации, се играше во Кавадарци и тогаш гледав репрезентацијата, не бев член. Тука поминавме со тие, следните квалификации почнаа да ме викаат, тоа е некој на мој 18-19 години, почна да ме викаат. Сега немаше простор за играње, тука беа Боцевски, Станковиќ, така да немаше некој голем простор за мене, меѓутоа никогаш до сега не сум одбил да дојдам за репрезентацијата. Многу пати на почетокот ќе ве викнат, ќе потренирате 3 дена, ќе ви кажат вие испаѓате слободно да си одете.
не сте се докажале, си одите, следниот пат идете да се докажете. До сега не сум одбил. Почнав така да ме пуштаат некогаш на крајот помалку, после за полека да влегувам во како константен член на првата петорка. Во тиеден период не изфрлаат во Б дивизија, се наоѓаме во најјаката група. Случајно тоа се погодува така, Грузија, Финска и ние сме во една иста група, другите групи се многу послаби. Еве сега баш тоа може да се види дека Грузија и Финска се постојани учесници на европските, некогаш и светските првенства. И тогаш ќе има одлични играчи, меѓутоа ни одигравме неколку добри надпревари, иако тогаш Пеце се откажуваше, Врбица се повреди, останавме само ние помладите играчи. Тогаш земавме и добар странец, еден американец, и тој почина, Бог да го прости. Игравме добро тука, победивме со Грузија тука и со Финска у гости. Потоа, умеѓу време Грузија изгуби од Финска таму и ни се отвори лесно, ни се отвори патот кон квалификациите. После дојде Рајан Стак, победивме со Финска тука, изгубивме од Грузија таму, меѓутоа влеговме како први поради тој пораз на Грузија во Финска и така одигравме. Тогаш беше малку потешко да се пласирате на европско првенство, затоа што одеа само 16 екипи. Само 16 како сега што е проширен. Сега е 24, е доста полесно, меѓутоа ние неколку години поред не успеваме да се пласираме, се надеваме дека следните квалификации дека ова што се случува, ни случуваше и нас на неколку пати. Имавме ние повеќе обиди за тоа што тогаш првенството беа на 2 години, сега се на 4. Меѓутоа сега па има квалификации за светско, тогаш немаше светско, се одеше само преку пласман на европско. Еднаш стигнавме до квалификации пред европското првенство. Трите најдобри екипи се борат на местото на првенството за една која ќе влезе. И игравме во Шпанија баш на Менорка и изгубивме од Израел во последната секунда. Ни дадоа израелците, тој Каташ ни даде кош. Кош ни дадоа израелците и не се пласиравме на тоа европско првенство. Следните квалификации више се пласиравме во 16. Тука не сте се разочарале со... Па таа екипа од кога ги спомнав оние пред квалификациите со Грузија и со Финска почна од прилика тука почна да поголемиот дел од играчите беа истите до самиот крај, со мали измени. После се приклучи Перо Антич, после тоа Грузија Финска игравме со Австрија дуел за да одиме натаму, тогаш веќе се приклучи Перо Антич, малку понатаму се приклучи Владо Илиевски за оние квалификации за Шпанија. И тоа со тек на годините се ствараше таа репрезентација заедно, игравме ние веќе се познаваме добро и настапувавме заедно. Во тој период играше уште и Врбица Стефанов, кога се пласиравме на првенството во Полска, тогаш прв пати поминавме таа групата победувајќи го Израел, враќајќи го за оној пораз, пошто со Израел имаме 2 пати такви порази. Едниот пораз е кога уште бевме во Франција 1999-та. Тие ни даваат кош на крајот и ние не се пласираме на понамошниот дел, овамо ни даваат кош, не се пласираме на европското првенство и ова е трета среќа каде што ги победуваме и одиме понатаму, минуваме групата за прв пат. Следните квалификации пак се пласираме, тогаш уште има 16 екипи, меѓутоа бидејќи некој доаѓа од ФИБА известување дека ќе настапуваат 24, се проширува, се менува системот на надпреварување и тука е таа Литванија, каде што првиот надпревар го губиме, мислиме дека се е загубено и тука почнува таа некоја наша... На тоа првенство главни играчи, како веќе и во зрели години ти, Перо Антич, Чековски, Владо Илиевски, сите во зрели години, освен браќата Стојановски, кои што
беа баш млади, да. Боме Калеп е млад. Веќе да етаблиран беше во Боме Партизан, се Калеп етаблираше Боме Калеп, да. Боме Калеп е млад, Перо е релативно млад, Перо е 82, тоа е нема ни полни 30 години, сега збориме за новото време, Да. време 30 години е зрел играч, не е возрастен играч, него зрел играч, така да јас бев малку постар, а Владо Чековски они има по 31, така нешто. Ајде малку повеќе за тие подготовки за тоа првенство. Некако си имаше чувство како да и од федерацијата имавте па и да кажам и некоја поголема подршка дека веќе одамна не сте Македонија не настапувала на некоја надпреварување. Не бевме ни на првенството претходно 2009 и добро игравме у квалификациите. Да. Игравме одлично во квалификациите. Изгубивме од Англија кога се спремаше за Олимпијадата. Они направија екипа Велика Британија и донесоа 2-3 НБА играчи. И таму водевме цел надпревар на крајот на 3 разлика за нас. Ни дадоа тројка од нигде никаде. И на тој начин изгубивме. Да. Тука ги победивме 20 разлика, уште на полувремето водевме 20 разлика, се пласиравме без никаков проблем. Ние тука немавме изгубено утакмица со години и на квалификации и на пријателски надпревари. Борис Трајковски ни беше како тврдина некој ако не освоива. Да. Со години немавме изгубено тука. Се гледаше дека имаме нели квалитет, имаме атмосфера, доста се дружевме, доста се познававме. Тоа се пренесуваше на теренот, го чуваш групат на соиграчот. Да. И мислам дека тоа не дојде сосем случајно. Може би немавме таква самодоверба, за тоа што не знам, немавме некој голем успех претходно на тие големите надпреварувања. Ама дека сите поголем дел игравме во странство. Да. И игравме у квалитетни лиги, а не бевме баш и оние години каде што и можете и знаете. Се подготвувате или веќе играте подготвителен надпревар со Германија, така? Да, со на побед Германија. На Германската кошаркарска федерација? Да, отидовме таму баш пред почетокот на првенството да одиграме 2 надпревари. Мислам дека они баш сакаа да најдат некој као да му е поедноставно да ги да победат за самодоверба. Па не беше баш така. Да не беа судиите, че ги победевме на едниот надпревар. Добро, нормално сега Дирк Новицки во тој период беше и нели најдобар играч во НБА, нормално е судиите да го штитат, ама бевме многу близко до победа, постојано бевме тука резултат и на крајот мене ми прават намерен фаул кој судиите се прават дека не го гледат, а они водат 1-2 разлика каде што можевме да го решиме надпревар во наша корист. Меѓутоа таму покажавме дека уствари ние можеме да се носиме против сите, пошто Германија со Дирк Новицки беше една од кандидатите за освојување на златото на првенството. Тогаш ја мислам дека најбитно беше тоа што си покажавме себе си дека можеме. Да. Знаеш, беше интересен момент што вие заедно со германската репрезентација патувате во Литванија во ист авион, така? Да, па така беше договорено преку федерацијата. Ние ќе дојдеме во Германија, ама за да не се враќаме па да патуваме пак, така беше договорено. Они одеа со чартер од Германија директно во Литванија. Одевме заедно. Во ист авион со Дирк Новицки, што прв надпревар во Литванија, Црна Гора. Па ние бевме со домашни претпоставки некои дека треба да победиме Црна Гора и Финска и така продолжуваме натаму, играме против Црна Гора. И се Црна Гора секогаш имала добра репрезентација, тогаш има и можеби и подобра од сега, тогаш беше Пековиќ кој мислам дека беше најдобар центар во Европа у тој момент баш. И одигравме одличен надпревар. Сега за да го држиме Пековиќ малку го остававме Дашич кој ни даде 5-6 4-5 тројки таму, меѓутоа постојано беме во тој резултатски надпревар за на крајот да играме и продолжение. Тука на крајот
требаше да реша, има они топка, има, кратко беше времето, а ние имавме еден фаул до бонус. Тука се направи еден, како да речем, превид, не се виде дека Боме Калеп има 4 фаула. И место да излезе он од одбраната, да дојде некој кој може да направи фаул без никаков проблем, тој го прави петиот фаул и тука во текот на продолжението играме без нашиот, мислам дека на тој надпревар беше и најдобар играч. Он беше меѓу тројцата најдобри во текот на сите надпревари, али мислам дека на овој баш беше најдобар, се колку што можам да се сетам. И во текот на продолжението го изгубивме тој надпревар и нормално сега домашниот есап не секогаш иска да нападат. Веќе не излегува и се спремаме полека сите да си одиме. Пошто тогаш беа Грција, Хрватска. Грција и Хрватска беа исто кандидати за златен медал, един останува, а сега Финска и Босна. Втор надпревар со кого игравте? Со Хрватска е вториот надпревар и играме вториот надпревар, тие водат 10 разлика и веќе куферот во глава ти е спакуван. Куферот е спакуван. Спаѓаме после полувремето, се договарам дека тоа е тоа и дека мора да даеме се од себе. Овие 10 минути, ако биде нешто, биде, ако не, може да се доиграме само после онак. Тргнуваме со тој среден пик н рол на висок пик н рол преку со пик н поп и тука решаваме на брзина неколку напади, се враќаме во резултатот и постојано сме тука во нерешеност, за на крајот да Владо Илиевски дава кош за да поведиме 2 разлика. Има останува еден напад на хрватите кои треба да го решат, кои претходно многу пати промашија за да стигнеме. Ние беа под голем притисок, нивните најдобри играчи не се одлучија да шут. Му оставија топката на Богдановиќ, кој сега нели е по НБА, сега нели е више етаблиран играч, искусен и таму и сето тоа, меѓутоа тогаш беше помлад од сите други. Шутна под притисок, не погоди, тоа беше нашата победа и тогаш ни се отвори патот. Потоа следува, ако не се лажам, Грузија или? Грција. Грција, тоа е надпревар што се сеќам дека Станко Чековски даде многу тројки. Мислам дека 5-4 шутираше тој надпревар, они игра на тоа да го рискираат него, он тие ги погоди. Одлично игравме одбрана, не дозволивме. 20 разлика, мислам дека со разлика. Водевме едно време толку, ама мислам дека не заврши на крајот. Али со Хрватска и Грција веќе знаеме. Имавте поголем мотив со грците? Мислам дека не. Како да кажам, тоа е спорт. Во спортот имате мотив кога гледате, има публика, имате мотив за тоа што е квалитетен противникот. Така ги гледате работите. Поголемо се мотивирате кога гледате дека некој дошол да ве гледа, ве поддржува, треба да му вратите за тоа и да се докажете против појакиот противник. Така гледам јас на надпреварите. Не гледам политички. Така. Потоа следува Грција победуваме, вижте сме во главната фаза или? Ми треба уште еден надпревар ради поразот од Црна Гора, пошто и Црна Гора тогаш се измеша више во таа група. И не се знаеше ни кој оди, ни како оди, секој можеше да оди и да испадне. И после играме со Финска, и кога победивме со Финска, бевме сигурни дека барем како трети. Барем како трети. Со тоа што ако Хрватска победи Босна и влезе Хрватска, ние сме во секој случај сме со 4 бодови, со 4 бода. И така ние гледаме надпревар, седиме мал релаксирани, води Хрватска 15 разлика и почнуваат босанците една тројка, друга тројка, трета тројка и победува Босна. Ајде, од тука стави, оди легнува и си, утре мора да победиме за да имаме 4 бода. Утре и тие игра они игра за пласман, ние игравме за 4 бода, дадовме се од себе, добивме, 10-15 разлика негде победивме, иако до 5-6 минути до крајот беше егал над преварот, со тоа што финците после ни се заблагодарува за тоа што сме ги победиле, на тој начин финците влегува во наредната група. Потоа, значи после надпревар со Грузија? После играме со
Не. Грузија, Словенија и Русија. Да, Грузија. Грузија. Грузија баш се сеќавам на 8 септември. На 20 годишнината се играше тој надпред на 20 годишнината од осамостојувањето на Македонија и Боме Келев со во последната секунда, ако не се лажам, на едно положување и така го добиваме. Да. Надпреварот. Може би најтежок надпревар ми беше тој со Грузија некако. Пошто ако победевме Грузија, имаме 6 бода и сигурно одиме у четвртфинале. Сега зависно на кое место, али сигурно одиме у четвртфинале. А грузијците играат малку потврда кошарка, малку понечиста кошарка и тој надпревар мислам некаде 50, 60, значи нема тука многу поени и постојано сте они два разлика, вие два разлика, они два разлика, вие два разлика и тука добивам, тоа и јас се сеќавам на леви улаз, завршава преку високиот играч завршава и така победуваме ни два разлика и више сме пласирани. Играме после против Словенија. Не ни треба надпревар, меѓутоа иде Владо Илиевски. И вика, мене ми е битно да играме добро и ако може да победиме против Словенија, ние нормално. Кобе надпревар за тебе? За мене кобе надпревар за мене. И тука, нели, пошто тоа го напоменав, си го чувавме грбот еден на друг за било што. Тука играме најмногу што можеме, водиме цел надпревар, победуваме Словенија тогаш со 2-3 NBA играчи квалитетни, ама веќе самодовербата не е голема, квалитетот не е добар. Играме како екипа, веќе имаме и ги освојуваме и симпатиите на навивачите, дека ете една мала земја која не треба, која требаше до сега да биде дома, еве ги победува најголемите сили у кошарката. На тој надпревар ја кршиш раката? Така? Двете раце. Едната ме на 3 места скашена, другата ме само пукната малце на лактот тука. Паѓаш на двете раце. Паѓам на двете раце. И тука за мене завршува првенството, тоаш во еден момент и размислував да си одам, пошто бев, сам реално си правиме муабет, бев доста разочаран за тоа што прво бев дел од таа екипа, вака сега не можеш да помогнеш. Што ако би седал на клупата, зошто? Па разговарав со тренерот, со Марин, ми рече, мораш да бидеш тука, ти си дел од два екипа. И така останав. Многу мислам у тие некои такви моменти ми беше доста тешко, кога знаеш дека можеш, а не можеш да помогнеш. Сам поради сетата ситуација. Меѓутоа чувството нели на победа против таа Литванија, тоа е полувреме, вакво полуфинале, па и борба за трето место. Тој напред дојде, имаш и чартер лет од Македонија до Литванија, имаш и Македонија свој навивачи и своја поддршка на трибините. Во текот на целото првенство не имавме поддршка. Ова групата која победивме со Грција, со Хрватска, пола сала беше исполнета со македонски навијачи кои дошле со авиони, кои дошле со комбиња. Уште тогаш ние имавме поддршка. Значи, што би се рекло, фалангата никогаш не била отсутна, барем јас додека сум играл за репрезентацијата. Како беше чувството да играте против литванците? Литванија домаќина на тој надпревар. Некако секогаш бевме во резултатскија негатива за на крај да ги победим. Нас ни беше битно да останеме у тој резултат, затоа што кога останувате у резултат, а они се големи фаворити, имат 15.000 публика у салата. Знаете дека на крајот тука ви е шансата која е нерешено, нивниот притисокот ќе биде сигурно на нив. И така и на крајот и се случи. Нонстоп беме у некој резултатска неизвестност. Да, они беа секогаш малку повеќе, меѓутоа ние бевме ослободени од секој притисок, што на крајот резултираше со сечење на Војданата топка, тројката на Владо, добрата одбрана. На крајот притисокот е тоа што нивниот најдобар шутер промаши од 3 метра шут. Тоа е тоа што ние го направивме. Игравме одлична одбрана, дадовме се од себе, дојдовме до тие поени разлика за да они више не можат да играат онака како што знаат. Литванскиот кошаркар, не се сеќам во овој момент, промашува еден отворен шут од страна бочен, прават фал, Владо Илиевски
се договорија сте се договоривте ли Владо да ја промаши таа второ слободно фрлање? Не можам да се сетам, ама тоа е логично. Да. Кога имате Да нема толку време. малку време, подобро е да промашите. Ако не промашите, тогаш топката се изведува може да се изведе кај вашиот, нели на вашата половина, да ви дадат тројка и да Со тајмаут, да се префрли. А овака кога промашувате, мора они од таму да овамо, тоа се губи повеќе време и нивната игра не е наместена. Во тој момент верувавте ли што направивте, како рече? Да, више кога топката дојде, кога тој ја промаши, дојде кај нас, веќе ние знаевме дека сме таму. Да. Знаеме више дека сме таму. Со скршена рака трча на терен. Иако наречеме она што ни се случи претходно со Русија, на она небитна, на оној небитниот надпревар, секогаш ни стоеше над глава дека се може да ни се случи нас. Так. Али ете на крајот кога ќе соберете и сепак би кажал дека имавме повеќе среќа отколку несреќа. Да. Ете го изгубивме тој надпревар. Два пати со Русија изгубивме уствари несречно и медаљата изгубивме со Русија несречно на крајот, али ова беше ептем несречно, водиме 2 разлика, има 2 секунди. Тој шутира, не гледа кај ја фрла топката, таа влегува. Али ете, може би па тоа било за некое добро, така би може би требаше да играме со Србија, па од нив имаме, секогаш сме имале дека они се подобри од нас, може би немаше да играме толку добро, овака дојдовме со Литванија, ни победивме, значи сигурно добро испадна. Да, ја изненадивме цела Европа со таа победа против Литванија, потоа ни следуваше Шпанија во еден доста динамичен надпревар, и водевме дури на полувремето, ако не се лажам, на тој. И тоа прво полувреме игравме многу подобро и требаше да водиме 10 разлика, меѓутоа Наваро со тие неговите страшен надпревар со неговите шутеви направи да биде надпреварот во егал, во нерешено. И така да они на крајот со промена на играчите ние веќе имавме пократок ростер и веќе многу надпревари тој ростер играше и веќе почна физички да паѓа. Покрај тоа што и тие беа многу физички подоминанти од нас, ако земеш браќата Гасол се многу повисоки и поснажни од Перо и од... Да, на тој надпред не се виде кај нашите играчи дека не сме заситени, дека сме заситени уствари. Бевме желни за победа и за тој надпревар, па да се пласираме во тоа големо финале. Едноставно немавме среќа и се што влезе, дури фрижидер да фрлеше, Наваро ќе влезеше во кош. Ние второ полувреме почнавме физички малку да паѓаме ради ростерот и тие не играа нешто посебно, меѓутоа тие нивните скокови во напад резултира по неколку пати да повторуваат и на тој начин. Иако на крајот пак бевме постојано нерешено, меѓутоа мислам дека Паугасу и Лули, сите. Да, сите играат, така да тоа беше едно од појаките првенства на кои јас сум ги гледал, и Новицки беше, и Паркер мислам дека беше, вамо беа Јаскевичиус, че сите екипи беа дојдени, може би Грција беше малку ослабната што не беше Спанулис, иначе овие другите екипи беа дојдени со најдобрите нивни НБА играчи. Тоа првенство кој игра финале Шпанија и Франција? Мислам да, Шпанија и Франција. И игравме за трето место со Русија и со оној, може да кажам, еден од образените кошаркари на македонците, Андри Кириленко. Не знам зашто би бил најомразен Кириленко. Не знам зашто би бил човекот, игра своето. Да, одигра многу, двата надпревари ги одигра на високо ниво против Македонија. Квалитетен играч, толку години по ЦСКА, толку години во НБА, нормално е тоа и да се очекува. Меѓутоа нашиот ние изгубивме нивниот плеймейкер. Мислам дека ни даде кош преку Пеџа Самарџиски, а него ни виде кошот. Тоа нас не боли. Како она што беше тројката. Пеџа беше највисок играч? Највисок, да. Пеџа мислам 2.14, дека он е и крупен, он беше, он беше само класична петка, ние другите бевме 4-5, значи крилни центри. Ние доста често игравме пик енд поп од надвор, па имаше доста простор за Боме Калеб да прави, да оди до крај, пошто он беше неприкосновен на тие улазите негови, беше како џуле. Многу во првенство, по тоа првенство, иако не освоивме медал,
целата македонска јавност беше радосна, и имаше сега сејажам кој ќе ми текне на тој дочек на плоштад, и од сите беа искочени на скопските улици од Гази Баба до центарот на Скопје. Како ви беше чувството тогаш? Како се чувствувавте во тој момент кога се враќавте од Литванија? Ни беше многу криво, пошто бевме толку близко до таа медаља. Беше многу криво што не ја освоивме, ама кога дојдовме, кога го видовме тоа од самиот аеродром, со музики, со луѓе таму имаше... Со панорамски автобус и кога ги криевте главите доле. Па на самиот аеродром имаше сигурно 2-3 луѓе кои не чекаа, па по патот каде и да поминевме немаше дел од патот каде што немаше луѓе да не поздравуваат, нели, со самото доаѓање тука на плоштадот каде што јас не може да видам на нити една улица некое празно место. Така да сум благодарен на сите тие навивачи, симпатизери на македонската кошаркарска репрезентација. Сигурно не би било јасно во тој момент што не, се... Вие знаеме дека ќе има некој дочек, кој очекуваше да пола Македонија биде излезена на улиците. Имаше од Скопје сигурно многу, имаше сигурно од другите градови. Пак ќе кажам, каде и да се завртите на плоштадот, по било која улица да се завртите, немаше празно место каде што немаше луѓе кои не ве поздравија. Така да сум многу благодарен за тоа кон сите тие навивачи и симпатизери на кошарката. Многу убав момент, да се надевам дека ќе забрзо дали кошарката, дали ракометот, дали се надевам и фудбалот ќе ни донесе некој таков успех да обедини целата нација. Па и јас се надевам, нормално, најмило ми било доколку е тоа кошарката, меѓутоа гледајќи вака целиот спорт, тргнувајќи од теквондо до пливање, до екипни спортови, нели, ние сите се радуваме на успехот на спортистите. Дали е тоа ракомет, фудбал, кошарка, уопште не е битно. Нормално, јас би сакал да е кошарка, меѓутоа ги поддржувам сите спортови, ги повикувам младите да се занимаваат со спорт секогаш, затоа што покрај здравје тоа е една благородна дисциплина, една благородна професија која може би е напорна, тешка, бара од кажување, меѓутоа секогаш враќа. Тоша, кога ти завршува репрезентативната кариера? Кога викаш не? Словенија. Првенството во Словенија. Одим прво, види, веќе јас не бев оној што бев, веќе мене почнав нели годините. Можев јас да помагам, како и што се договорив со Маки Лазовски, Бог да го прости, дека моето доаѓање во Венецуела ќе биде од страна на помош, нема да биде од страна квалификации за Олимпијада. Дека моето доаѓање таму не може да биде со големо значење играчки, него веќе треба да биде помош која, не знам, не дај Боже, некој се повреди, некој 3-4 лични, некој ова, некој она, да моето присуство таму биде на тој начин. Меѓутоа, таму и малку касно се приклучив за тоа што мислев дека веќе и сум истрошен и раците ми беа скршени претходната година и годините и мислев дека е доволно тоа, меѓутоа ајде, нели у тој период бевме многу добра екипа меѓу нас и ајде ми се јавија и играчите, ајде мора да дојдеш, нема да играш, пошто и тоа патувањето е за мене како 2:10. Тогаш и Владо Илиевски се врати на тие квалификации, иако и он беше пензиониран, како што... Не, Владо си, мислам дека играше, да. Владо е помлад од мене 3 години. Така да Владо веќе можеше да игра без никаков проблем. И играше. Таму одигравме, не знам, можам да кажам дека малку изгубивме една голема шанса. Водевме 18 разлика против Доминиканска република. Не успеавме да задржиме предноста. За на крајот да изгубиме. Мислам, и таа победа не значеше дека ќе се пласираме, али изгубивме нешто што можеби не требаше да го изгубиме. Така да таму
не заврши тоа на нашиот посакуван начин и после доаѓа нели Словенија, каде што веќе сите сме малку и изморени и малку истрошени. И тука она што ни беше среќа во Литванија да ги добиеме оние сите егал надпревари, овде ги изгубивме, не се пласиравме во групата и имавме лош резултат. И тука веќе кажав готово, не може више никој ни да ме моли, ни да ме вика, нити не беше заврши она, ајде за друштвото, ајде за ова, ајде за она, тука реков више не може. Па после на квалификациите добро пројде екипата, се пласира младите, тогаш беа Војдан Дамјан, Марко Симоновски, Бојан Трајковски, Педжа, не знам дали беше во квалификациите, знам дека беа на Европското првенство, они се пласира и исто на Европското првенство не направи некој забележителен, меѓутоа и тие таму изгубија 2 надпревари тесни. Едноставно, можеби тоа што у Литванија имавме среќа ни се враќа неколку години наназад. Сега чекаме некоја нова генерација да дојде да биде посреќна. Ја завршуваш кариерата на колку години? Мислам дека 37, така 37. Нешто, 37-38. Значи веќе го чувствуваш тоа дека веќе не е на тоа ниво посакувано. На што си имал повреди во текот на кариерата? Немав големи, тешки, онака повреди за операции, некои големи. Носот ми е кршен неколку пати, сигурно едно 6-7 пати. Скочните зглобови, нели, како секој кошаркар. Колената, менискусите ми се малку оштетени и имам дискус хернија на кичмата. И рацете, освен Литванија, ги имам скршено уште у Николферт, у Тиквеш, така, 3-4 значи, рацете пати. биле најподложни на повреди. Да, имам скршеници, и на рацете. Со твојата висина, како во овие години се одржуваш? Фаќаш ли некојаш топка, кошаркарска топка? Топка не можам да трчам, стварно не можам да трчам, сакам да одам на водно ми е многу така, убаво. Близо е до Скопје, чиста убава шума, има патеки, има разни растенија, има птици, има животни. Избегавам викенд кој има гужва, сакам така да биде по лајт, иако таму има една плејада луѓе кои скоро секојдневно се сретнуваме, се поздравуваме, фини луѓе. И да ги поздраваме и нив. Скоро секој ден се сретнуваме. Тоа ми е физичка активност со која одржавам некако да нели некој тонус на мускулите, да тие повреди не бидат уште полоши. Точно дека бидејќи си 10 години во пензија, гледам дека се одржуваш, внимаваш ли на исхрана? Не. Не, ама од никош не сум јадел многу. Никош не сум. Која ти биле на храна? Домашна. Месо и компир. Месо и компир, тоа може да биде од плескавица до не знам, до вешалица, кременарна, било што и компир на различни начини. Имаше проблеми во текот на кариерата со исхраната, велиш дека не едаш, туку зборам за видот на храна. Не, пошто у принцип спортската храна, барем јас додека бев, она беше пилешко со ориз пред надпревар, реално ние у Задар немавме некој толку строго. Беше важно пред вечерта пред утакмица да нема таква тешка храна, дента на утакмица да нема тешка храна, а после надпреварот беше се окей да се јаде она што најдобро го има таму. И никогаш не се у Сарајево сме јаделе сарајевски чебапи. У Белград секој сме јаделе месо, се свинско, секакво. Али тоа е пред утакмица. Вечера пред утакмица и дента е да биде таа лесна храна, да добиете доволно нели хранливи материи за да се одигра. Сега сигурно е добро како вие како млад спортист, пошто како се одвива времето понатаму се повеќе на атлетика, секој спорт. Сигурно е добро да имате свој нутриционист, пошто има нови испитувања, кои додатоци на храна, која храна, каква храна треба да се јаде за еден. Наречеме, ако земете некој, не знам, што освојува
поготово индивидуалните спортови, кај што немате друг да ви помогне, сигурно е добро да имате нутриционист кој ќе гледа колку масти, колку шеќери, колку протеини примате и кои витамини, минерали и така натаму. Ние пројдовме така. со мали. Едино Сандро која беше, Сандро беше доста строг врска со тоа, барем у тие припремите која трениравме најмногу и вежбавме. Имавте мерења често? Не, у ПАОК имав мерења, секој понеделник и у принцип никогаш не сум имал проблем со килажата и никогаш не ме терале да се мерам. Јас у Задар таа една сезона, пошто играевме 2 утакмици, играв по 30-35 минути секој надпревар, игравме по 2 надпревара, дојдов на 102 кила, 2,10. Да. У принцип играев со 104 кила, да на крајот у Македонија, нели, како годините одминуваат и метаболизмот се успорува, играв со 107-8, ама никогаш тоа не било некоја килажа која би представувала проблем. Тоше, твојата голема љубов е риболовот. Од каде љубовта кон риболов? Мојата голема љубов е повеќе природата. Јас како што кажав, и за водно, исто тука нема риболов, нема лов, нема ништо, меѓутоа тоа е некое одење во природата и самото тоа присуство таму ми представува задоволство, па уште тоа ако го правите со ваши блиски луѓе, тоа е уште подобро. Така да, имам пријатели, нискавадарци со кои често се дружиме, често одиме на риболов. Тоа на така на Тиквешко, да, таму ме релаксира. Тоа е една убава, како да кажам, дисциплина. Тоа е исто еден спорт, може исто да се надпреварувате, ако сакате, меѓутоа не го сваќам така. Одам да уживам у погледот на езерото, одам да уживам у адреналинот кога ќе фатите риба, одам да уживам у друштвото на мое и едноставно самата природа и чистиот воздух. Така. Тоше, фала ти многу за прекрасниот разговор. Но ми беше мило, ми беше задоволство што ти имав за гостин и ти посакувам добро здравје. Фала ти тебе на поканата, се надевам дека и вие ќе бидете здрави, ќе бидете успешни. За сега ви е одлична емисијата, се надевам ќе продолжите така. Фала ти многу. Драги гледачи, бидете со нас и следниот понеделник. Пријатно.